Во организација на основното училиште Добре Јовановски од Прилеп, гимназијата Мирче Ацев и средното општинско училиште Ѓорче Петров доцна попладнево во градската библиотека. Беше организиран настан чијата цел беше одбележување на меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари. Но и укажување на тоа колку треба истиот да го сакаме и чуваме. И токму како што кажал и великанот Блаже Конески, дека јазикот е нашата татковина и се додека го негуваме и чуваме, ќе ја имаме и татковината. Ние како народ сме должни и одговорни токму за зачувувањето на јазикот и ние треба душата да си ја дадеме и да дадеме се од себе за да си го зачуваме и да си го заштитиме јазикот. Да го заштитиме од небиднината која што и се заканува на земјава, од небиднината која што и се заканува на нацијата, од небиднината која што му се заканува на македонскиот јазик. Сметам дека треба да се вложуваме и не само денес на 21 февруари кога го честуваме меѓународниот ден на мајчиниот јазик и не само на 5 мај кога го празнуваме денот на македонскиот јазик, туку низ целата година. Тоа е наша должност, наш долг кон нашите предци, но и долг кон генерациите што следат. Беше потенцирана и важноста од чувањето на јазикот од странските зборови кои што наголемо се употребуваат, а за сите нив ние имаме наши замени кои што за жал не се користат. Родителите, младите родители се радуваат, дете моје знае се на англиски да каже. Прво да го научиме нашиот јазик, немам ништо против англискиот, бидејќи тоа е нечи мајчин јазик. Да го негуваме, да го научиме нашиот јазик, а потоа да ги учиме и останатите јазици. Во однос на медиумите и употребата на македонскиот јазик, мислам дека треба да се работи, треба да се внимава во однос и на ортографијата и на ортоепијата. Љубовта кон јазикот се раѓа во домот, а се негува во училиштата. Според професорите по македонски јазик, секојдневно на учениците им се укажува за тоа дека тоа е нашето најголемо духовно богатство и идентитет по кој што ние се разликуваме од другите народи. Не треба да ги позаимуваме во секој случај, во секоја прилика англиските зборови, некогаш и србизмите, затоа што за секој туѓ збор ние имаме барем по неколку наши, со исто, со слично или со различно значење, или со одредени нијанси во значењето. Без разлика дали нашите зборови се необични, чудни, некогаш дури и груби, тие се наши, изворни, македонски. 21 февруари е прогласен за Ден на мајчиниот јазик во 1999 година од страна на УНЕСКО. За Сител Дарко Штарговски.